да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. По 30 години од овој свечен чин, односно изгласувањето на независност на Република Македонија, денеска овој историски момент се одбележува со парола каде никаде не се споменува името на државата, држава која во овие 30 години преживеа се и се што, но да започнеме од оно убавото, моментот кога Македонија стана независна. На денешен ден пред 30 години, граѓаните на тогаш Социјалистичка Република Македонија изгласаа независност. Ова предизвика вистински делириум кај граѓаните. По овој историски момент за оваа Македонија следуваат тешки години. Во 1995 година на 3 октомври се случи атентат врз Киро Глигоров, во моменти додека сите во земјата беа преокупирани со неуспешниот обид за убиство на првиот човек на државата. Во Македонското собрание, во кое тогаш владееше само една партија, во брза постапка се менува уставот со цел промена на знамето, со што Македонија тогаш ги ослабна своите позиции во преговорите со Грција. 110 пратеници гласаа за. Дали е некој против? Еден е против. Дали некој се воздржува од гласање? Четворица пратеници се воздржуваат од гласање. Констатирам дека собранието го донесе законот за знамето на Република Македонија. 10 години по добивањето на независност, Македонија ги доживува едни од најтешките моменти во својата историја. Во државата се случи внатрешен воен конфликт, кој започна во јануари кога она ги нападна безбедносните сили на Македонија. Конфликтот заврши во август 2001 кога беше потпишан Охридскиот рамковен договор. По ова следуваа години кои може слободно да кажеме беа многу помирни од првите 10 независни. Така беше се до 2019 година. Волјата на македонците изразена 91 на еден начин беше срушена 28 години подоцна и покрај неуспешниот референдум беше променето името на државата. Наместо потребните 50 излезеноста беше 36,91%. Гласот на граѓаните изразен преку бојкот на референдумот беше срушен во собранието. Република Македонија замина во историјата, се роди Северна. Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. Иако беше ветувано спротивното, Македонија во 2019 година стана двојазична држава. За овие уставни измени граѓаните воопшто не беа ниту прашани, тие беа донесени во и повеќе од тензична атмосфера во собранието. Воздржано нема, против нема. Констатирам дека законот е донесен. Тука ја прекинувам седницата, продолжуваме дополнително за продолжувањето. По Преспанскиот договор Македонија потпише договор за добрососедство со Бугарија, договор кој наместо да донесе добро, донесе само полоша за државата. Повикувајќи се на потпишаното од Заев и Борисов, официјална Софија сега го условува напредокот на Македонија во евроинтеграциите, се бараат големи отстапки од Македонија, кои пак за жал власта ги прави. На територија на регионална Македонија. Навистина живееле македонци што зборувале македонски јазик, но живееле българи што зборувале български јазик. Живееле луѓе кои што се чувствувале истовремено и българи и македонци. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. По 30 години Македонија сигурно не е на патот кој го замислуваа луѓето кои речиси едногласно изгласаа независност. Државата сега има променето име, се удира по нејзиниот јазик, идентитет и историски херои, но како и да е, Македонија е држава која сите ние ја сакаме и наше е да се надеваме дека наредните ќе бидат многу подобри од она што сме сведоци последниве години.